Непријатно искуство, а не провокација. Жалење, а не извинување за инцидентот со косовската председателка Вјосо Османи на меѓународниот аеродром во Скопје. Истрага и официјален извештај за да се утврдат фактите и ова никогаш да не се повтори. Ова е епилогот по билатералната средба на македонскиот и косовскиот премиер Христијан Мицкоски и Албин Курти. И двајцата се согласија дека дипломатските односи не се нарушени и не смее да има тензии помеѓу двете држави и двата народи, кои имаат одлична соработка, која ќе се надоградува. Вакви слични инциденти се случиле и на 16 септември и на 9 октомври 2023 година, кога овие политичари кои што сега се црвенеат, тогаш беа дел од владата. Само разликата е што сега имаме јавност, тогаш немаше јавност, бидејќи оваа влада е демократска, транспарентна и отворена влада. Не е како таа што беше по принципот како до сега. Но се понудив истовремено, лично, јас, следниот пат, кога господјата председател на Косово ќе патува и ќе користи услугите на Скопскиот аеродром, да бидам домакин и да ја придружувам до моментот додека таа го напушти Скопскиот аеродром. Откако косовските медиуми објавија дека ставот на официјална Приштина за инцидентот е дека тоа значи директна провокација и напад на соседната држава, Курти сега релативизира. Тоа што се случило на Скопскиот аеродром вели било непријатно искуство. Не знам дека сме имале како институции на Република таков став, може да го кажал некој од граѓаните на Косово, но не и институциите на Република Косово. Министерството за надворешна работа даде своја изјава, што е став на Република Косово. Го видовме и ставот со јавна изјава на Министерството за надворешни работи на Северна Македонија. Верувам дека треба да имаме за цел вистината, а никако тензии, нека се расветли случајот. На маса на средбата било ставено и прашањето за екстрадицијата на поранешниот војник на ОВК Блери Мрабадани по кој трага Србија, но и за двајцата доживотно осудени Алил Демири и Африм Исмаиловиќ за петкратното убиство на Смилковското езеро. Министрите за правда на Македонија и Косово директно ќе комуницираат и соработуваат во рамките на законските државни и меѓународни прописи, е заклучокот кој што бил донесен од двајцата премиери. Се разговарало и за економската соработка. Македонија и Косово имаат зголемена трговска размена од околу половина милион евра, а тенденцијата е таа дополнително да расте, како и заедничките инфраструктурни проекти помеѓу двете соседски држави.